Почитувани, Артан Груби се избламира себе, а ја избламира и Македонија. За надзор на изградбата на коридорите 8 и 10Д првен избрал руска фирма, а сега кинеска. Надзорот на американската Бехтел во Македонија заради Груби ќе го врши кинеската Ептиса, која од 2016 година е во целосна собственост на кинеската JSTI Group, а од 2022 година целиот врвен менаџерски тим е составен од кинези, па така Шаонин Жу е подпредседател на бордот на директори на Ептиса, Чао Ванг, финансиски шеф на Ептиса, и Иран Меј, менаџер на Ептиса, се раководниот кадар на спорната компанија, за која владата, иако велеше дека е криминална, ја одбра за надзор на проект вреден скоро 2 милиарди евра. Груби велеше дека ова не е истата Ептиса. Да, оваа Ептиса од 2022 година покрај тоа што е во целосно кинески капитал, а е во целост водена од кинези, бидејќи Кинес е главниот извршен директор. Не знаеме дали овие кинези на Груби му личат како шпанци, но знаеме дека го искомпрометира целиот проект и подобро е сега да се поништи постапката за надзор и да се избере нов, отколку подоцна сите да ги платиме последиците кои може да дојдат. Ова е единствен случај во светот каде кинеска компанија ќе контролира американски гигант. За какви криминални врски станува збор со владата на Груби и Ковачевски? Груби и Ковачевски со изборот на Ептиса одат во целост против ставот на американската администрација, искажен од државниот секретар Мајк Помпео при неговата посета во Охрид, која гласи: "Сакам да ве предупредам за учеството на Кина во чувствителни технологии и нивната стратегија за подмитување при обезбедување на сделки." Груби и Ковачевски и овозможија на кинеската Ептиса да има увид на технологиите на Бехтел. Дали за тоа се подмитени, како што кажа државниот секретар Помпео, и за тоа мора да истражи обвинителството. Дали заради финансиски бенефит, Груби и Ковачевски, од негативна референца, односно одлука на влада дека Ептиса е криминална, неетичка и несоодветна, донесена во 2020 година, во 2021 година го менуваат ставот и даваат лиценца за надзор на објекти од прва категорија, како што се железници и патишта. Ова е тој документ со кој владата ја прогласила Ептиса за криминална. Јавното обвинителство дотвори случај за избор на надзорот и со големо внимание да ја земе предвид и изјавата на државниот секретар на Соединетите Американски држави Помпео, кој предупредува на корупција. Ви благодарам.